Председателот на Босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик, кој се бара во неговата земја поради издржување на пресудената казна затвор од 1 година за непочитување на одлуките на високиот представник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина, Кристијан Шмит, вечерва на Икс објави дека пристигнал во Москва. Француската екстремна десничарка Марин Ле Пен ја напушти судницата во Париз пред целосно да биде прочитана пресудата против неа. Судот ја осуди на 4 години затвор, од кои 2 условни и забрана да се кандидира за политички функции. Ле Пен не остана до крајот на изрекувањето на пресудата, туку на брзина низ судската зграда без да даде никакви изјави за медиумите, потоа влегла во автомобил и го напуштила местото на настанот. Илон Маск повторно успеа да ја збуни, но и да ја забавува јавноста. Овој пат на политички настан во американската сојузна држава Висконсин се појави со коцка сирење на главата, а публиката и корисниците на социјалните мрежи немаа поим што гледаат. Пред околу 2000 луѓе, тој излезе на сцената носејќи голема жолта капа во облик на сирење, познат символ на државата Висконсин и нејзиниот фудбалски тим Green Bay Packers. Маск ја потпиша капата и ја фрли на публиката, додека толпата врескаше од возбуда. Ќе ја потпишам капата и ќе ја фрлам, рече тој проследен со громогласен аплауз. Незапаметено невреме ги погоди грчките острови од групата Киклади, носејќи град, силни ветришта и врнежи кои носеа се на патот. Драматични слики пристигнуваат од Парос, Миконос, Миос и Сирос, кои се најзагрозени бидејќи морето и локалните реки се излеја, а градските улици се целосно непроодни. Големото количество вода што паѓаше неколку пати во текот на денот однесе автомобили, делови од патот и уништи плажи, ресторани и кафулиња покрај брегот.